Добро утро и за Саме Чабани, кој што е во нашето студио. Добро утро, господин Чабани. Добро утро, ви благодарам за поканата. Кого што јас го поканив за да поразговараме за нешто што не е само за овие избори тема, таа е тема веројатно за 30 години на македонската демократија, но видов една ваша изјава која дадовте за Слободен печат неодамна, а искрено да бидам и јас пишував нешто на слична тема и реков дека е згодно малку да размениме мислења. Саме Чабани е инаку раководител и како се вика тоа претседател, директор, што сте, не знам, на невладината организација Хоризон Цивитас. Таа е организација која што се занимава главно за овие, како да кажем, граѓански невладини прашања на учество, активизми, европеизации. Меѓутоа се занимаваат и со едно потврдо прашање, би рекол, тоа е она за екстремизмот, спротивставување на овие политички радикални движења и така натаму. Господин Шабани, излеговте со оценка дека за секоја демократија, особено за нашава, бидејќи тоа е нешто што е прашање кое што со децении се е актуелно, и оваа трговија пред избори, за време на избори, меѓу два круга, втори круг и така натаму со гласовите на една, на друга партија, кој кого ќе поддржи и така натаму, а за тој параван и според вашите и според моите оценки се крие оваа високо ниво на партизација на општеството, кај што лидерите на партиите мислат дека можат да тргуваат со гласовите на своите поддржувачи на начин да ги ставаат или даваат во залог на различни опции. Може малку да елаборирате повеќе на таа тема, бидејќи е многу свежа. И денеска, и утре, и вчера околу тоа се водеа разни полемики. Да, во однос на тоа може да рефлектира и во самата, да видиме како тоа се рефлектира и во самата кампања на лидерите, на партиите, уствари. Значи, цело време имаме кампања која што се води по слики меѓу лидери, каде што си седаат во некој неформален ручек, па даваат слика дека се заедно. Така се објави. Да, и тоа ни дава чувство дека уствари не станува збор за некои долготрајни политики или пак партнерства кои што се вградени во основа на вредности, туку ед хок партнерства кои што се однесуваат на менаџирање со власта. Значи, тука е поентата дека ние цело време постојано ги гледаме само фигурите на политичките лидери, не гледаме некои, например, некоја така кругесна маса каде што седат и повеќе активисти на партиите, па тука да размеат некои дискусии, па некои вредности на кои што би... Со други зборови, политичките партнерства не се темелат врз вредности, туку врз една утилитарна функција. Вчера некој рече, бидејќи Алијанса најавува дека ќе ја поддржи, тоа е само еден пример, сите тоа го прават, дека ќе ја поддржи кандидатката на ВМРО-ДПМН, односно на, се извидам, независната кандидатка за овие избори, па некој претолкува дека тоа ќе значи директорски места по управата на градот доколку победи таа кандидатка из оваа партија. Добро, од една страна партиите имаат потреба за своите членови, особено за своите поистакнати членови, да обезбедуваат и тој вид на ангажмани, па од друга страна, како инаку партиите би спроведувале политика ако не учествуваат во овој тип на владење? Како коментирате тоа? Мислам дека ние имаме темелна проблем. Ние немаме политички проблеми, ние имаме социолошки проблеми. Значи, начинот како генерираме мислење кај граѓаните во однос на гласањето, например, или во однос на нивното учество во политиката, рефлектира дека имаме проблеми, како што спомнав, значи со социологијата на општеството. Значи, постојано имаме инпут од страна на политичарите дека гласањето е трговија на некои позиции. Наместо тоа дека гласањето е една од највредните услуги кои што граѓанинот ги дава кон својата иднина. И тоа повеќе
рефлектира токму на тоа, значи на тие ситни пазарења меѓу лидерите, кој ќе биде, каде ќе биде, како директор. А станува збор за јавни предпријатија кои што и начинот како треба тој директор да биде избран е преку јавен повик. Значи не станува збор за партиски директорати. Значи станува збор за јавни предпријатија кои што треба да имаат отворен повик, каде што треба да се вработуваат стручните лица за тие работи. И фактот дека се генерира тоа мислење и се кодира кај граѓаните дека уствари таа позиција зависи од одредена партија е голем удар кон демократијата и голем удар кон начинот на владење. Значи ние постојано зборуваме за власт, промени на власт и така натаму, но не за начинот на владење. Значи само е важно кој ќе дојде на власт, а механизмите остануваат исти. А потоа граѓаните препознават дека на тој начин може да се решат и суштинските статусни и животни проблеми, па влегуваат во партии, па низ партиите бараат решенија. Тоа предпоставам значи, повратниот удар. Затоа продолжува да се генерира тоа идејата дека гласањето и политиката е околу прагматиката, околу подигнување на личните интереси. Значи еднаш за секогаш мислам дека треба да ни е јасно. Ако има граѓани кои што се заинтересирани да заработуваат пари и да добиваат некој општествен статус, треба да се занимаваат со бизнис, не со политика. Тоа треба еднаш за секогаш да го сватиме, мислам, и ние секогаш, значи постојано гледаме во политичката сцена луѓе нереализирани поединци, нереализирани кои што ние треба да ги чекаме да ги решаат сите нивни комплекси, лични комплекси, да градат статус, да градат некоја куќа, па вила, па кола, па све и свашта, па потоа да стигнат во моментот дека уствари политиката е за општеството, за доброто на општеството, а не на нивните лични интереси. Ви читав неодамно пред некој месец еден текст кој што го објавивте на Республика, каде што во суштината велите дека еден е проблемот ова со Бугарија, зашто не добиваме датум и така натаму, и тој проблем предпоставам нема да го спорите и во текстот не го спорите, но дека цело време во како кажам, под тепихот на тој изговор се кријат всушност овој вид на забелешки кој Европската унија константно не ги дава, тоа е за функционирање на правниот систем, независните институции, партизација на општеството и така натаму. Имаме ли шанса воопшто да ги адресираме овие прашања, бидејќи смислата на почетокот на преговорите, меѓу другото и тој процес трае со години, меѓу другото се пипнати точно овие горливи проблеми кои сега се под плаштот на високи политики, меѓу соседски односи кои се важни, се разбира, меѓутоа ги покриваат. Имаме ли шанса ние да се позанимаваме поефикасно со тоа, можеби политичарите повеќе, не ние, бидејќи ние ова го говориме со некој од нас од децени, или ќе останеме заглавени во овие, како да кажем, лавиринти на политичките интереси кои се само прагма. Да. Тоа малку ќе зависи од заинтересираноста на одредени професионалци во одредени области во владењето и така натаму. Тоа значи се однесува во нивниот интерес во учеството во процесите на политиките. Доколку ќе продолжиме да имаме тренд на заинтересирани млади кои што се професионалци или сакаат да стакнуваат вештини и професионалство кон одредени области и со текот на времето тоа ќе го рефлектираат и преку учество во политиката. Ќе останат нездрави со своите погледи или во меѓувреме и тие ќе се на известен начин корумпираат? Оти привлечни се тие и примамливи се тие, да кажам, награди кои што следуваат за тој вид на ангажман. Да, тука е тој вициозниот круг на одредени, луѓе кои што како и да е во некој момент, некојаш за некои лични придобивки, некојаш го губат моментот да може да придонесат понатаму и за промените во општеството, бидејќи како што спомнавте имаме еден круг на лични имаме партиократија која што никако не можеме некако да ја рушиме, па да станеме во ситуација да зборуваме за некои
поголеми општествени, да ги адресираме тие поголеми општествени проблеми. Саме Чабани, вие имате една, би рекол, ја точно не знам која генерација сте, ама предпоставам дека сте околу 30 на години. Да. Меѓутоа, зад себе имате студии во Истанбул, каде што имате завршена политикологија, а потоа мастер студии во Шведска и во Сараево, во Босна и Херцеговина. Сакам да кажам, имате доволен увид за некаков пресек на тоа со што всушност е преокупирана вашата генерација на не само на граѓански активисти, туку на луѓе кои размислуваат за општествените проблеми, од има и се разбира многу млади кои што се уште не размислуваат за тој вид. Но овие што размислуваат, со што се преокупирани? Со ова што го говорите или повеќе ги интересира да влезат во партиите па да видат како таму да ги остварат своите статусни и други амбиции? Да, иако можам да кажам дека ние сме некоја, нели, та ед хок генерација која што некако се родивме во крајот на Југославија, па ги чекавме транзиција, чекаме уште. Би побида време. И да, значи додавме на некои 30 години на кои што се уште гледаме како таа политичка култура зависна во такви ситни тргови меѓу политичарите, како тие се уште пијат вода некако во политиката, но како и да е, јас лично сум оптимистичен од новата генерација на гласачи или пак новата генерација на граѓани во Македонија, бидејќи прв пат сме во позиција каде што веќе гласачи се генерација која што е родена постконфликтите во земјата. Значи, ние во 2001 имавме, нели, вооружен конфликт и сега имаме веќе прва генерација која што е многу поотчетна, бара малку повеќе отчетност од Сакате да кажете не се оптоварени со бивши југословенските и постјугословенските, Токму да кажем, така. превирања. И туку тоа имаат агенди кои што се понапредни според вас, ви се чини во политичка смисла? Токму така, значи потребите, нивните потреби и нивните побарувања и нивните очекувања од политиката се многу поголеми од поранешните генерации. Вие не може веќе да вградите легитимација или не може да градите некоја не може да не успеваат веќе легитимирањето на политиките врз основа на тоа дека се борило бил борец пред некој. Да, токму така. Значи имаме генерација која што нема допирна точка со што се случува во Југославија или во Македонија во првите години. И затоа е многу тешко за старите политичари, е многу тешко тоа веќе да продолжат да го легитимираат тоа пред новите гласачи. Саме Чабани, благодарам за овој утрински разговор. Еве се надевам дека за некоја година ќе имаме прилика да видиме и вашата генерација како придонесува, можеби дури и низ партиите, бидејќи на крајот светот се менува на различни начини, ама партиите остануваат една од главните организации во политичкиот живот на демократиите. Токму така и се надевам дека ќе има успешни млади кои што ќе се занимаваат со процесите на политиките и во тој начин ќе гледаат да придонесат во доброто и унапредувањето на Македонија, особено кон процесот во интегрирање на Европска Унија. Затоа, бидејќи ние една за секогаш треба да сватиме нешто. Нема ЕУ интеграција без европеизација на начинот на мислење. Значи, исто така, само за крај, не знам дали на кратко имаме... Да, на крај. Малку јас загрижувачки за мене е фактот дека постојано кај политичките партии постои тој трендот да се зборува за европската интеграција и некако се става впечаток дека европската интеграција е нешто што треба да се занимава само во институционално ниво. Не, значи европската интеграција е најпрвен во општествено ниво. Ние треба таму да работиме најпрвен, па после да ги интегрираме и институциите. Значи не треба да оставиме слика дека европската интеграција е нешто што треба да се занимаваат само институциите.
и се надевам тоа ќе се промени. Мислам дека на оваа тема ќе имаме уште многу средби во студио. И тој процес ќе потраја, па за европеизација на институциите, тоа мислам дека кои ќе бидете на мои години уште ќе се расправате на тие теми. Саме Чабади, благодарам.